Она што мене како градоначалник на општина Карпош, заедно со секретарот на општината, она што ни е цел и што ни е таргет во наредниот период е што поголемо ниво на професионализација на општинската администрација, а еден ваков договор дефинитивно оди во таа насока. Граѓаните бараат професионални услуги од нас како сервис на граѓаните и нашата цел секако за да го достигнеме тоа, еден од чекорите е и подпишување на овој колективен договор, бидејќи граѓаните очекуваат професионална администрација и јас очекувам она што беше веќе спомнато, двонасочни обврски и двонасочни бенефити од работодавачот кон вработените и во обратна насока. Како што рековте, од овој договор произлегуваат права за вработените, но секако и обврски професионално да го работат она за кое што се и јас и вработените овде платени и на позиција. Можам слободно да кажам дека се издействувани во рамките на преговорите со работодавачот, односно во случајот градоначалникот, права кои се предвидени во законот, но и поголеми права, што морам да искажам едно задоволство за разбирањето. Меѓутоа тоа не може да се свати како привилегија за вработените, туку како еден поттик за професионално извршување на работните задачи. Се надевам и верувам дека колективниот договор и правата од колективниот договор вработените ќе ги остваруваат без проблеми и како што рече градоначалникот, во колективен договор има права, но и обврски за вработените. Значи, не смее да се свати дека се ова само права на вработените, туку се дефинирани и обврските. Мислам дека имаме еден од најдобрите колективни договори во однос на правата на вработените во општината Карпош. Не би сакал да ги елаборирам сега посебно што би значило. Тоа би било во делот на регресот за годишен одмор, во делот на додатоците на плата, во делот на користењето на слободни денови во текот на годината за различни работи и потреби на вработените во општината. Исто така во делот на годишните одмори,